Турскиот амам или бањата во Прилеп, која што е споменик на културата заштитен со закон и која што со години се распаѓа, сега стана и опасност за граѓаните. Поради тоа што делови од незините ѕидови започнаа да се уриваат на тротоарот на булеварот Гоце Делчев. Заводот и музеј Прилеп го огради овој дел и го забрани движењето. Бањата, иако е споменик на културата, таа со денационализацијата во 90-тите е вратена на старите собственици семејството Бањаровци, од кои што објектот и околниот простор во 2009 година го откупува семејството Момировски. Од направениот увид врз објектот на лице место, стручниот тим констатира дека постои опасност од опаѓање на делови од ѕидот, од печени тули, од крајниот дел од неговата северна страна, на спојот со ново изградениот објект на спортската обложавалница, со што представуваше директна закана за менувачите во пешачката зона. Затоа се констатира дека мора да се излези на терен, поставивме ограничување на просторот на врвење на пешачката зона на пешачите и поставивме знаци од опасност од паѓање за да не се движат самите пешаци. Понатаму се изготвува извештај. Заедно со овој извештај ќе биде доставен до управата и до имателот и корисникот на културното добро. Го контактиравме и собственикот Антонио Момировски, кој што истакна дека тие сакаат објектот комплетно да го ревитализираат во автентичен стил, но целиот проект бил заглавен веќе 16 години во лавиринтите на институциите. Неофицијално пак проблем е бетонската доградба која што е направена до бањата, како и околните објекти кои што ги има и кои што се во план да се изградат. За сега бањата во Прилеп во вистинско светло ја прикажува негрижата на државата кон ваквите објекти. Бањата се распаѓа со децении, на неа растат дрвја и трева и прашање на време е само кога комплетно ќе се урне. Од друга страна пак никој не го отворил јавно прашањето како е можно споменик на културата да се денационализира и да се врати во приватна собственост наместо собственикот да биде обештетен на друг начин. Во моментов што понатаму со бањата во Прилеп, главниот одговор треба да го даде Управата за заштита на културното наследство. За Сител, Дарко Штарговски.